Почитувани, владата предводена од СДСМ подготви предлог буџет за 2021 година кој е во насока на ефикасно справување со здравствените и економските последици од коронавирусот. Реализацијата на буџетот е насочена кон заштита на здравјето на граѓаните, стопанството и работните места, кон забрзување на процесот на ревитализирање на економијата и зајакнување на конкурентноста и забрзување на економскиот раст. Инвестициите во јавното здравство, спас на работните места и реализација на капиталните инвестиции се клучните сегменти во предлог буџетот за 2021 година. Поддршката за стопанството и работните места продолжува и во 2021 година. Преку неколку програми од буџетот за 2021 година обезбедуваме поддршка во вкупна вредност од 7,1 милиарди денари или 111,5 милиони евра. Од овие средства, 1,9 милиарди денари ќе се наменат за поддршка за формирање на нови компании, преку самовработување и вработување на други невработени лица, но и обуки за невработените. За ставката здравство во буџетот за 2021 година се проектирани 40,8 милиарди денари, со што на дело ја потврдуваме заложбата за сериозни инвестиции во јавното здравство кој со месеци се бори против коронавирусот. Буџетот за 2021 година е структуриран да одговори и на здравствените и на економските предизвици од корона кризата, но истовремено нуди можности за рестарт на македонската економија. Веќе утре тој ќе се најде пред пратениците во собранието. Повикуваме низ отворена, инклузивна и конструктивна дебата, прво во матичната комисија, а потоа и на пленарна седница, буџетот за 2021 година да биде донесен од страна на сите пратеници. Како одговорна партија, продолжуваме да вложуваме во човечкиот капитал, во капиталните инвестиции, во јавното здравје, во се она што е важно за нашите граѓани. Благодарам.